Соединетите Американски држави и Македонија постигнаа рамковен договор за реципрочна фер и балансирана трговија, соопшти Белата куќа. Главната цел на договорот е да се зголеми трговијата и да се овозможи полесен пристап на компаниите до двата пазара. Според договореното, Македонија ќе ги укине сите царински давачки за американските индустријски и земјоделски производи. Од друга страна, САД ќе ја задржат постојната царина од 15% за македонските производи, но за одредени производи е можно да се воведе нулта царинска стапка. По финализирањето на договорот, двете страни може дополнително да разговараат за измени на тарифите. Договорот предвидува и решавање на така наречените нетарифни бариери, административни и други ограничувања што може да ја отежнат трговијата. Ке се одржуваат консултации за да се подобри пристапот на американските земјоделски производи на македонскиот пазар. Во делот на енергетиката се истакнува значењето на новиот гасен интерконектор со Грција, кој треба да ја зголеми енергетската сигурност на земјава. По неговото завршување, Македонија ќе започне со увоз на течен природен гас од САД. Договорот опфаќа и обврски во областа на заштитата на животната средина, интелектуалната сопственост, трудовите права и дигиталната трговија. Македонија се обврзува да не воведува данок на дигитални услуги и да го поддржи трајниот мораториум за царини на електронски преноси во рамките на Светската трговска организација. Премиерот Мицкоски на својот Facebook профил напиша: По договорот за партнерство со Обединетото кралство и затворањето на постмониторинг диалогот со Советот на Европа по цели 26 години, доцна синоќа Белата куќа објави заедничка изјава меѓу САД и Македонија за реципрочна трговија. Со ваквите чекори ја зацврстуваме позицијата на Македонија како доверлив и предвидлив партнер, градиме економија со повисок стандард и ја унапредуваме нашата меѓународна позиција. Ова е политика на конкретни резултати, чекор по чекор, со јасна визија и стабилна поддршка од нашите стратешки сојузници. Се огласи и министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Важно е да бидеме прецизни. Соединетите Американски држави ќе ја задржат реципрочната тарифа од 15% за производите со потекло од нашата држава. Додека паралелно, и тоа е суштината на овој успех, ќе се идентификуваат производи што ќе добијат до 0% реципрочна тарифа. Со други зборови, за дел од клучните индустрии и производи, тарифите ќе се намалат до 0. Станува збор за конкретен и мерлив успех за македонската економија. Оваа заедничка изјава им обезбедува на нашите компании конкурентска предност, јасна регулаторна рамка, поголема предвидливост и посилна позиција на еден од најголемите пазари на светот. Следниот чекор е финализирање на договорот и спроведување на домашните процедури за негово стапување во сила. Нашата цел е јасна: повеќе извоз, повеќе инвестиции и повеќе добро платени работни места дома. Македонија се позиционира како доверлив партнер, ориентиран кон економски раст, напредок, стабилност и модернизација, напиша на социјалните мрежи министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Со САД подолго време работевме на усогласувањето на заедничката изјава и рамката за договор за реципрочна фер и балансирана трговија. Со ова правиме важен исчекор во зајакнувањето на билатералната економска соработка и отворањето на американскиот пазар за македонските компании. Соработката во сајбербезбедноста, дигитализацијата и партнерствата во пронаоѓањето на нови технологии беа еден од столбовите на овој заеднички потват. Како што стои во известувањето од Белата куќа, во наредниот период двете држави ќе работат на финализирање и потпишување на договорот, пошто ќе следуваат и домашните процедури за негово стапување во сила. Мартин Арсов, Сител телевизија.